се добаварам првен на убавите зборови за програмата и стојам за тоа што го зборевме вчера по однос на извештајот што ни го презентиравте сега и вчера што го разговаравме. Значи, финансиски извештај ќе добиете секако во текот на 2022 година, значи ќе имате опфатено се она што ние го имамо направено. Можам само да ви кажам дека од тогаш наваму се сменети доста работи кои што ги правиме, значи само програмски, односно тоа што ни налага општината по однос на договорот за делегирани надлежности по нивната програма и по нашата програма, да потенцирам, значи не целосна, настани кои што се изберени од општината, значи да ги правиме. Ние секој настан што го правиме мултинационален, значи секогаш има присуство и на другите националности, значи дали ќе е концерт или било што. Се надевам дека оваа година сите наведени активности во однос на тоа Куманово да биде градот на младите и градот на културата ќе бидат реализирани. Особено сакам да истакнам дел од активностите кои што треба да бидат спроведени во 2022 година. А тоа е Арт Атакт фестивал, гитаријадата за 2022 година, изложбата на урбаниот живот во Куманово, уличен фестивал Куманиум 2022 година, промоција на проекти и поддршка на локални уметници. И овде треба многу повеќе да поработиме и да ги повикаме сите локални наши уметници, културни дејци, без разлика на нивната возраст, да се вклучат и заеднички да го кренеме културниот живот во општина Куманово. Изложба на млади кумановски уметници, иако сум многу горда на ова што ќе биде дел од новата програма во 2022 година. Детскиот ликовен камп Асном Пелинце 2022 година. Во разговор со директорот разговаравме дека за прв пат овој детски ликовен камп ќе биде организиран 7 дена и воедно сакам да ги повикам сите млади во општина Куманово да достават своји предлози и идеи во однос на реализирање на овој 7-дневен камп. Достапен е советот на општина Куманово и комисиите, секоја идеја добредојдена, ќе разговараме, ќе направиме координативни средби и ќе реализираме заеднички.